овој предлог мораше да биде одбиен. Значи нема полош предлог од овој. Овој предлог е предлог на Софија фактички. Ние сме исто како со Преспанскиот договор, тука губиме 98-2 или 99:1. Што се однесува до уставните измени, јас се надевам дека стварно се надевам дека никош нема да се случи, што се однесува до нас ние попрво билежеле затвор него да кренеме рака за такво нешто, еве тука јавно кажувам. Алтернативата е таа. Тоа ќе се одбие и ќе дојде друго. Знаете како функционира Врската унија? Ја искрено бев тука баш оваа се емисија кога притисокот тогаш беше на Бугарија и сите беа убедени, дури и водителот, дека као Бугарија ќе попушти. Значи они во Европа идат на линија на помал отпор, а ние тука сме како кифли некои, како тесто. Значи нас најлесно не месат уште од 2001 и не е бугаризација уште кој знае што ќе ни накалемат. Значи ние немаме како прво немаме знаење, немаме искуство, сме ужасно корумпирани и на крај сме и неспособни. Посебно нашата дипломатија, зборам, со Бујар Османи. Така да секој ја мислам дека Османи вели еднонационални референдуми се на штета на државата и дека и еве тоа сите албански партии во собранието ги поддржува евроинтегративните процеси и се кој ги прашува сите албански партии кога ние треба да разговараме за нешто заедничко, албанските партии се делат и викат во тоа заедничкото ние бараме партикуларно, значи посебно, а сега не дозволуваат ни за огромното мнозинство народ не му даваат да се изјасни, нема да гласат само македонци, турци, роми и срби, сите се против. Над 70% од вкупното население е против, кај македонското население 90%, 80 до 90% од гласачите на СДСМ кои што го поддржаат Преспанскиот договор се против. Затоа они не дозволуваат да се случи референдум и тука мора да скокаме низ обрчи за да добиеме нешто што ни е основно демократско право.